Дојран ги збогатува содржините за туристите. Преку јавното предпријатие Тауријан, општината започна со реализација на 3 нови туристички рути, наменети за организирани групи од најмалку 10 лица. Понудата опфаќа езерска рута со електрични велосипеди покрај Дојранското езеро, културно-историска пешачка тура низ старото јадро на градот и ридско-планинска рута до фронтовата линија од Првата светска војна. Новата понуда има за цел да го прошири туристичкиот капацитет и надвор од летната сезона. Планирано е се тоа се со цел Дојран да биде полн 12 месеци во годината, Дојран да има нешто различно кое што го имало досега, со возобновувањето на сите овие културно-историски споменици, со поставувањето на инфраструктурата, веќе Дојран е спремен да ги понуди овие тури, односно Дојран е спремен во сите 12 месеци од годината и мене ме радува фактот што веќе викенд туризмот, независно дали е лето, зиме, хотелските сместувачки капацитети се преполни, приватните сместувачки капацитети се полнат. Градоначалникот на Дојран, Анго Ангов, вели дека новите тури веќе предизвикале интерес, особено фронтовата линија, за која најзаинтересирани биле странските туристи од Англија, Србија и Бугарија. Има еден од најголемите потенцијали, бидејќи за таа постојат доста интерес, посебно од страна на Република Бугарија, односно Англија, каде што незванично доаѓаат посетители кои што одат сами на своја рака. Меѓутоа со организацијата која што планираме да ја понудиме преку јавното предпријатие за организирана тура, сметам дека ќе биде доста интересно и доста атрактивно, односно ќе трајат подолги часови, така да таа е сместена во рамките на потешки тури. Од општина Дојран најавуваа дека во меѓувреме се прават сите подготовки за почетокот на новата туристичка сезона. Веќе биле завршени сите подготовки за уредување на плажите, како и хортикултурно уредување на градот. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.